Dobre, dojdovte na новото видео od vežbite za nivo A2 od YouTube kanalот Germanski jazik online. Na денешните вежби ќе имаме реченици поврзани со the infinitive зетце или infinitive реченици. Овие вежби се многу лесни бидејќи голем дел од граматиката во нив е повторување. Истите овие вежби се поврзани со истоименото предавање кое го имаме поделено во две видеа, и тоа инфинитив реченици во германскиот јазик, првиот и вториот дел. Сега можеме да започнеме. Инфинитив речениците, ако сте го гледале предавањето, веќе знаете дека се делат на два типови, и тоа инфинитив зетце mit zu или инфинитив реченици со zu и инфинитив зетце ohne zu или инфинитив реченици без zu. На денешното видео ќе извежбаме примери за двата типови. Ќе започнеме со полесното, а тоа е инфинитив ohne zu. Инфинитив ohne zu знаете дека најчесто се користи кога зборуваме реченици во конјунктив 2, футуа 1 или реченици со модални глаголи. Ќе видиме прво примери за конјунктив 2. Ich würde gerne eine Torte backen. Јас со задоволство торта би испечил. Го гледате глаголот backen стои на крај, неконјугиран или во инфинитив. Втор пример, würde gern nach USA reisen. Тој радо би патувал кон САД. Трета реченица, wir würden zusammen in einem Theater arbeiten. Ние заедно во театар би работеле. Уште неколку примери за конјунктив 2. Ich würde ratschlagen, dass wir zusammen schlafen. Јас би советувал ние заедно да спиеме. Ich möchte den Professor sehen. Јас би сакал професорот да го видам. Ihr könntet am besten sein. Вие би можеле најдобри да бидете. Уште три реченици, würden Sie mir bitte eine Besserung wünschen. Би ми посакале ли вие ве молам на мене оздравување. Wir wollten nicht mehr Lügen hören. Ние не би сакале повеќе лаги да слушаме. И du könntest mit mir befreunden. Ти би можел со мене да се спријателиш. Некои од овие реченици исто содржат модални глаголи, но формата на нив е во конјунктив 2. Сепак, во овие примери важен ни е глаголот кој стои на крај на реченицата во инфинитив. Вторите реченици кои се среќаваат кај ohne zu се модал зетце или зетце mit модал verben. Например, du musst schnell essen, sagte Grau. Ти мораш брзо да јадеш, рече Грау. Правилото во овие реченици е дека имаат два глаголи и тоа еден модален и еден глагол кој е во инфинитив. Модалниот е конјугиран. Ich kann mich auch vorstellen. Јас можам исто така да се представам. Vielleicht soll sie einen Salat vorbereiten. Може би треба таа една салата да подготви. Одиме понатаму. Darf ich noch Frage fragen? Смеам ли јас уште прашања да прашувам? Darf man hier die Hymne singen? Смее ли тука химната да се пее? Ема möchte Ihnen einen Vorschlag geben. Ема би сакала вас еден предлог да ви даде.
Du soll nicht sofort auf die Arbeit beginnen. Ти не треба веднаш на работа да започнеш. Möchten Sie mir untersuchen? Fragte der Patient. Би сакале ли да ме прегледате? Прашал пациентот. Wir wollen das Unternehmen bankrott machen. Ние сакаме компанијата да ја банкротираме. Wann sollen wir wieder nach Japan reisen? Кога треба ние повторно кон Јапонија да патуваме? Тоа беше и за модалните глаголи, сега третиот тип на реченици со онецу е во идно време тип 1. Ich werde mit dem Auto so lange fahren. Јас со автомобилот многу долго ќе возам. Правилата за овие реченици се дека имаме исто два глаголи од кои едниот е werden, кој е конјугиран, а другиот глагол е некој од останатите глаголи кој секогаш стои на крај и е во инфинитив. Wir werden in dieser Nacht viel Spaß haben. Ние оваа ноќ многу забава ќе имаме. Wir werden nicht so lange arbeiten. Ние нема толку долго да работиме. Уште некои примери. Ich werde mit meinen Freunden treffen. Јас ќе се сретнам со моите пријатели. Ich werde einem Theater besuchen. Јас ќе посетам еден театар. Klaus wird ein verheiratet Mann werden. Klaus ќе постане женет човек. Во оваа реченица глаголот werden го имаме два пати, од кој едниот е конјугиран, а едниот во инфинитив. Одиме понатаму. Wir werden den Parkplatz finden. Ние ќе го најдеме паркингот. Ihr werdet uns nur Probleme machen. Вие на нас само проблеми ќе ни направите. Sie wird etwas Neues zu Hause kochen. Таа ќе готви нешто ново дома. И уште еден пример за Futur 1. Meine Familie werden morgen zum Vergnügungspark gehen. Мојата фамилија утре ќе оди во Луна парк. Вториот дел за ова видео ни е инфинитив зетце mit zu или инфинитив реченици со zu. Да видиме примери. Andreas hat nichts anderes zu tun. Andreas нема што друго да прави или ништо друго да прави. Wenn ich Ferien hätte, dann hätte ich Zeit, Buch zu schreiben. Кога одмор би имал, јас би имал време книга да пишувам. Anton greift nach dem Griff und macht sie die Tür zu öffnen. Антон ја фаќа рачката и ја прави вратата да се отвори. Die Mikrochips sind nicht zu verschwenden. Микрочиповите не се за трошење залудно. Глаголот sind ни е третиот збор од реченицата на германски. По грешка имаме напишано sind. Одиме со уште еден пример zum Akt. Im Kampfe zu sterben wurde die höchste Auszeichnung. Во Аркт, умирањето во битка станало највисока чест. Stattdessen berichteten sie ihren zum Heimatplaneten zu finden. Наместо тоа, тие известија дека нивната матична планета ја пронашле. Die Crew wurden angewiesen, so viele Menschen wie möglich zu entführen.
На екипажот му беше наложено што повеќе луѓе да киднапира. Die Motoren treiben auf ihr Minimum in den Orbit zu erreichen. Моторите се придвижуваат на нивниот минимум за да стигнат до орбитата. Das Raumschiff wird geladen. Да die Motoren zu starten. Вселенското летало се симнува како што стартуваат моторите. Некои примери. Wie lange haben wir bevor das Militär zu gelangen? Колку време имаме пред војската да пристигне? Ich könnte die Rückseite eines Kopf zu sehen. Јас би можел задниот дел од главата да го видам. Kann die Menschen aus dem Zug zu hören. Тој може луѓето од возот да ги слушне. Sieht das Gebäude irgendwo zu verstecken. Тој гледа во зградата некаде да се скрие. Es gibt keine Fenster für ihn durchzusehen. Нема прозорци низ кои тој може да гледа. Die Generals und Kriegshelden sind leicht zu sehen. Генералите и воените херои е лесно да се видат. Es ist wichtig, genug zu schlafen. Значајно е доволно да се спие. Wir haben keinen Grund, nach Hause zurückzukommen. Ние немаме причина дома да се вратиме. Тоа беше и за Мицу, а сега за крај ќе направиме Übung. Имаме две реченици кои се обични и потребно е да ги претворите во инфинитив зад онецу. Имате неколку секунди, потоа ќе ги решиме заедно. Првата реченица, ich muss dir einen Wein schenken. Јас морам на тебе вино да ти подарам. Втората реченица би била, Tom wird in diesem Hotel nicht allein schlafen. Том нема во овој хотел сам да спие. И ќе направиме вежба и за две реченици за кои ќе треба да ги претворите во инфинитив зетце мицу. Првата реченица би била Es ist schwierig für mich, Deutsch gut zu können. Тешко е за мене германски добро да знам. А втората реченица Ich hoffe, bald eine Arbeit zu finden. Јас се надевам наскоро работа да најдам. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека ви се допадна видеото. Ако е така, кликнете лайк. Ни остануваат уште едно или две видеа до крај и потоа ќе продолжиме со B1 вежбите.